Градоначалниче, како ќе оцените 2020 година, кои активности беа реализирани во оваа година и што очекувате од идната? Вистина беше тешка година, но ние се потрудивме да создаваме една атмосфера, тука немало застој во работењето, колку за да се одржи она кондицијата и да создаваме кај граѓаните една верба, да не паѓаме во онај, да кажемо, депресија или страф, во ништо не функционира. Исто така вложивме бајќи труд преку штабот за менаџирање со кризата, направени се проследени или па сите тие препораки што беа од страна на Комисијата за заразни болести, ние ги спроведувавме на терен. Исто така сме имале доста ситуации кога сме требале директно да делуваме по основ на она превенција и преземање мерки за пандемијата. Углавном, вака можем генерално да кажувам дека поред сите овие потешкоти со кои се соочуваме, јас сум задоволен како една календарска година. Ипак доста работи се завршени. Во село Теново имавме во Милетино низ селото, па и од Милетино до Блаце. Исто така го завршивме како последна од овој проект патот во Челопек, што ги врзува двата села и така го викаме ние на кај гробишта, тоа не е пат, тоа веќе личи на еден булевард, што е километри некаде и 100 метара, со вистина со канал за атмосферските води на двете страни, со тротоар, со 5,5 метра траса, широчина на трасата. Околу тоа се посадија дрвца, така да стварно тоа заличило. Кај што сме копале за канализација, исто сме смениле и водоводна мрежа, бидејќи на многу места е застарена, тука во Брвеница и во Седларце. Бевме доста посветени околу градинката што се градеше, како во онај дел што е другиот дел инфраструктурниот што требаше ние како општина да ги завршуваме, приклучок на вода, на канализација, ортикултурно уредување и оградување и така натамо. Сите овие работи се завршени благодарение на собствените средства што ги остваруваме од собствениот приход. Исто ние како општина многу вложивме труд околу градежното земјиште, градежно изградено земјиште, да ги парцелизираме тие парцели, да припремаме за јавно надавање. Некои од нив ги дадовме на јавно надавање, но процедурите се многу бавни и така да и од тука очекувам прилив на средства. Ако се реализираат сите тие работи, мислам дека и тоа што е ветено и тоа што не е ветено ќе се заврши. Имаме започнато уште пред 2 години проект, еден пилот проект со Еверна Македонија, дислокација на столбовите низ главните улици, се работи и за далеководи и за нисконапонската електрична енергија и ги сите тие го преместуваме подземно. Што беше направено во областа на образованието? Во Милетино изградивме еден анекс во школото. Во Челопек, централното училиште, сменети са реновирани сите јазови. Во село Седларце инсталиравме ново парно грејење. Во село Теново сменивме прозорите од дрвени во ПВЦ. Во Челопек, во централното училиште, за жал уште грејењето е со ќумбиња, на дрво, и ние ова година објавивме јавна набавка за поставување на централно парно грејење. Се очекувам исто така и во централното тука во Брвеница да има санација, бидејќи и таму имаме аплицирано во еден повик од страна на владата. Мислам дека по нова година и тоа ќе се реализира, но ние никогаш не сме се базирали на средствата кои са само како
како донација или како извори на финансирање од Централна стално, ние сме кофинансирале проекти за да се завршат сите проекти целосно. Ви благодарам многу на разговорот. Благодарам и на вас, на вашата телевизија.